Едемска градина. Добре дојдовте во уште едно аудио патување низ содржините на илустрираната Библија за млади. Доколку веќе не сте, притиснете го копчето subscribe и звончето до него, за навремено да добивате известување за сите интересни содржини кои следуваат на македонската информативна платформа во Америка. Тоа ќе ви одземе само неколку секунди, а нам ќе ни значи многу вашата поддршка. Библискиот приказ за постанокот на светот, за создавањето на првите луѓе, за рајот и првиот грев, не треба да го разбереме како некое известие на очевидец. Многу подоцна, луѓето се обидувале да размислуваат за потеклото на светот, за смислата и целта на човечкиот живот на земјата. Особено луѓето ги вознемирувало мачното прашање: од каде е злото на светот? Зошто луѓето носат зло во срцата? Дали, можеби, Бог го создал злото? Или пак постои од секогаш покрај добриот и вечен Бог уште некаков лош демон кој постојано сака да го уништи Господовото творечко дело? Размислувајќи за ова, човечкиот дух под Божјото вдахновение добил одговор. Од каде потекнува злото во светот? Во библиското предание за рајот и првиот грев. Се што е на светот произлезе од раката на добриот Бог. Светот сам по себе е добар. Злото на светот дошло затоа што човекот ја злоупотребувал слободата и станал против Божиот ред во светот и сакал да живее без Бога. И Господ Бог насади градина на исток во Едем. И тамо го постави човекот кого го беше создал. И Господ Бог направи од земјата да изникнат разновидни дрвја, пријатни за поглед и добри за јадење, дрвото на животот во средина на градината и дрвото на сознавање на доброто и злото. И река течеше од рајот и ја напојуваше градината и оттаму се разделуваше во 4 реки. Името на првата река е Фисон, која тече околу целата Евилска земја во која има злато. Името на втората река е Гион, името на третата река е Тигар, а четвртата река е Еуфрат. И Господ Бог го зеде човекот и го постави во рајската градина да ја обработува и чува. И Господ Бог му заповеда на човекот: од секое дрво во градината слободно јади, но од дрвото на познавање на доброто и злото да не јадеш, зашто во тој ден кога ќе јадеш од него, навистина ќе умреш.